Виктор, можам да забележам дека немаш што удвоиш од наградата. Најдобар сценски настап на Макфест Штип 2020. Како се чувствуваш после настапот? Многу евентуално. Не, се шалам. Одлично е чувството. Ова ми е втор пат да земам награда за играње на фестивал за пеење, така што очигледно треба танчер да бидам, не знам што да речам друго. Ама многу ми е кеф, пошто сценскиот настап треба да е битен дел од целата приказна, не да биме статични на сцена. И затоа стално гледам да направам нешто плюс. Сега, некојаш се годи, некојаш кинам мајци, некојаш имам танчерки, ама нешто да се случува. Така минатата година скина мајцата на сред настап, но сепак не освои толку важна награда. Морам да забележам уште нешто. Кога излезе на сцената сите коментиравме дека си сосема опуштен, ајде да кажам. Колку време се подготвувавте за овој настап? Јас дојдов во Штип во средата. Значи, девојчињата си ја научија ваквото. Минатата година скина мајцата на настап, но сепак не го освои ова нешто што го држиш сега во рацете. Ме интересира со оглед на тоа дека многу спонтано излезе некако на сцената, многу опуштено, сите го коментиравме тоа. Колку време се подготвувавте за настапот? Дојдов во Штип во средата, значи 2 дена пред 3 технички. И девојчината веќе има научено кореографијата, требаше да ја учам јас. Јас ја научив, во петокот го снимавме спотот. И пошто на спотот изигравме 3000 пати, затоа и ми дојде некако опуштено сега на сцената. И јас сум многу задоволен, топ испадна. Сега, до душа стапнав една од танчерките на почетокот, се надевам не се виде, ама топ си поминав. Оваа година морам да забележам дека речиси сите имаат или подготвуваат веќе спотове за песната. Кажи ни малку повеќе за тоа. Морам да се заблагодарам за спотот на Љубан или подпишане Стаменик, не знам презимето како му е. Газдата на Кофи Лаб од Штип. Тој ми го организира цело видео. Исто така и на снимателот Сергеј, кој рече дека до среда спотот ќе биде готов, се надеваме дека ќе биде така. Се снимаше во една распадната зграда, тоест фирма или не знам што и да беше. И изгледа баш како да си во затвор или во некој таков простор. Пошто во текстот тоа се збора, се осеќаш како си во затвор. И така некако го направивме спотот, ќе има доста играње, ќе има раздвижени сцени, така што се надевам дека ќе видиме во среда и ќе изгледа одлично. Токму во среда ветувам дека ќе го споделиме ние на точка, се разбира, и нашите читатели ќе може да го видат и слушнат. И сега уште едно прашање, дали може би имаше фаворит вечерва? Да бидам искрен, вечерва гледав да се изназборам со сите, пошто се немаме видено ради ковидов никој со никој. Имаше одлични numери. Не знам, Лара беше супер. Моите другарки од Идол беа супер, трио што пееа. Сите беа супер технички, сите звучеа како да е снимено некако. Одлично испеа сите, како на снимка. Одлични песни и јас никош сум немал фаворити во животот, немам ни омилена песна, така што браво за сите и се надевам дека почесто вака ќе се дружиме на вакви фестивалчиња. Уште едно прашање за крај, колку си задоволен од тоа како ја испеа песната? Одлично, како снимка, исто како да беше снимено нештото претходно и то во моето студио, замисли. Исто така. Се шалам, одлично.